Почитувани, градоначалникот Петре Шилегов за 5 месеци не започна и не доврши ниту еден капитален проект за градот Скопје. Градоначалникот Петре Шилегов треба да даде одговори за неколку клучни теми и прашања. Ветуваше пред изборите еколошки чист град, а Скопје никогаш не бил позагаден и нечист. Ветуваше решавање на проблемот со кучиња скитници, а наместо тоа медиумите секој ден се преполни од случаи каде кучиња нападнале граѓани и случаи со изживување и нехуман третман на животни. Ветуваше зголемена безбедност по сообраќајниците, а секојдневно граѓаните со своите животи го плаќаат хаосот по улиците. Последен таков тежок инцидент беше на сообраќајка со тешки телесни повреди на улица Борис Сарафов во Ѓорче Петров. Ветуваше живот за сите и општество за сите, а воведе поскап паркинг достапен само за богатите. Скопје овие 5 месеци има градоначалник кој е туристички патник. Повеќе од 2 месеци е на патување во странство, а бенефитот од тие патувања се уште го нема. Згора над се, градоначалникот се фали со склучен меморандум за соработка за користење на автобуси на газ и автобуси на електричен погон. Проучувајќи ги техничките карактеристики, градоначалникот открива афера. Самото тоа отвара сомнеш дека однапред се преудицира и се знае добитникот на милионскиот тендер. Бидејќи сега Совет за јавни набавки нема, познат е рецептот. Договор во 4 очи секогаш е опција. Додека бизнисите и провизиите вртат, Скопје станува полигон за тестирање. Го нема ни Луна паркот, чија градба, доколку не запреше, ќе беше готов на 4 до јуни, со вредност од 4 милиони евра, кои ги вложи градот. Шилегов одлучи да му припаднат на јавен приватен партнер, кој се уште го бара. Додека ова се случува, младите во Скопје остануваат без простор за летни дискотеки. Хаос, неработа и сомнителни бизниси е кратко описот на работата на градоначалникот Шилегов. Тој мора да одговори на овие дилеми, бидејќи градот Скопје тоне во неспособноста на градоначалникот во менаџирањето и проблемите и барањата на скопјани. Благодарам.